Македонија е четвртата држава која беше домаќин на проектот Младите се важни. Во него учествуваа деца од 5 земји: Романија како координатор, Шпанија, Португалија, Србија и Македонија. Темата годинава беше слободата. Слобода на изразување, слобода на учење, вредноста која што учениците ја запознаа преку дебатирање на различни теми, што е основа на целиот проект. Преку Еразмус проектот учениците имаа можност да се дружат и да ја запознаат нашата убава Македонија. Јас бев вклучена како дебатор во мобилноста која што се одржа во Романија, а сега сум во организација. Овој проект за мене представува многу голема предност во иднина, пред се затоа што запознавам нови другарства. Потоа имам нови искуства. Интересен е проектов, сум бил во Португалија, ова ми е втор проект во Македонија, но познат сум со минатите проекти што беа во Романија, Србија и сега следниот е во Шпанија. Something that I like here in Macedonia is Она што мене ми се допадна во Македонија пред се луѓето. Ми се допадна се на вистина. На вистина беше многу убаво и се надевам дека повторно ќе ја посетам вашата земја. Јас сум вклучен како дел од Twinning тимот. Ова ми е прва година да учествувам во овој проект и многу ми е интересно. Се гледам како фудбалер и како спортист. I participated in this project. Партиципирав во овој проект кој беше организиран во Македонија и навистина ми се допадна. Искуството е одлично. Омилен дел за мене беше посетата на парламентот, бидејќи јас ја сакам политиката. Го посетивме и Охрид, плоштадот во Скопје, а особено ми се допадна споменикот на Александар Македонски. На вистина убаво си поминавме тука кај вас. Откривме многу нови нешта. Имавме и одлична дебата. Зборувавме за независност и слободата. Тука е на вистина убаво. Големо искуство за нас. Се запознавме со главниот град и дознавме нешто повеќе за Македонија. И јас исто така бев на проектот што се одржа во Романија. Тоа беше првата мобилност од овие сите 5 држави што учествуваат во овој проект. И на вистина бев многу задоволна што ја имав таа можност да учествувам на таков проект и добив исто така награда. Ми се допаѓа многу вашата држава, особено Охрид и Охридското езеро. Охрид, кањонот Матка, Скопје се дел од дестинациите кои ги посетија учениците и нивните наставници. Најголем впечаток за нив остави парламентот во главниот град и спојот на различните култури во Старата чаршија. Направивме проект каде што учениците дебатираат со нова техника, нели, каде што ги кажуваат европските вредности. Инаку темата на нашата мобилност е freedom, односно слобода. Значи слобода на говор, слобода на искажување на своето мислење при тоа дека имаме дебати, го искажуваат своето мислење и во исто време учат како да го почитуваат туѓото мислење и го кажуваат сепак своето. Навистина се чувствуваме одлично во Скопје и особено ни е чест што имавме можност да соработуваме со сите кои се вклучени во проектот Младите се важни. Не бев подготвена за она што можев да го очекувам од вашата земја, за она што може да го посетам и навистина на крајот се изненадив од убавините на главниот град, вашата држава и различните култури. Работам како професор по англиски јазик во северниот дел на Шпанија. Многу ми се допадна Македонија, сите ученици и нивните професори. Имавме можност да работиме заедно во изминатите 3 години. Се надевам истото ќе продолжи во иднина. Јас сум професор од Португалија и сме дел од проектот овој пат во Македонија. Не знаев многу за вашата земја, за луѓето и за културата. Заедно со нашите ученици учевме пред се за тоа што е демократијата. Беше задоволство да се биде тука и да се научи малку повеќе за вашата држава. Пред свега многу сме захвални нашим македонским домаќините. Многу сме задоволни од нашите домаќини македонците што не поканија да бидеме дел од четвртата мобилност во Скопје, како дел од Еразмус проектот. Имаше интересни активности. Заедно бевме на планината Водно, го видовме и кањонот Матка, парламентот, центарот на градот, Старата чаршија. Видовме различни култури.
Ова се моменти кои што ќе останат за цел живот. Не се само навиките кои ги учиме од другите, туку и исто така постојат пријателства кои што ќе останат за цел живот. Не само помеѓу учениците, исто така и помеѓу сите професори. Значи има една соработка основана на пријателство, дружба и воедно учење на взаемни вредности. Да се спојат различностите воедно беше целта на овој настан. Сите заедно да ги користат техниките на учење стекнати во нова држава на својата територија. Следната програма преку овој проект ќе се одржи во Шпанија.